веќе е постигнат договор за решавање на политичката криза. Сега имаме еден период на деескалација на кризата. Може ли една ваша лична оценка, односно едно ваше видување на можностите кои се нудат по склучување на овој договор? Па, јас сум многу задоволен од тоа што се постигна овој договор, затоа што стави точка на еден лош период за државата и лош период за економијата, би рекол, кој што СДСМ го посекуваше и кој што до некаде успеа да го постигне, до некаде успеа да направи мали проблеми во економијата, кои што се надевам сега ќе ги вратиме на вистинска трака. Така што успеавме тој дел да го задржиме. Овој договор обезбедува еден напредок за државата, обезбедува да останат евроатлантските и европските перспективи за Република Македонија, што пак носи други своји придобивки. И што е најважно, успеавме да го задржиме СДСМ на договорот од 2 јуни, а тоа е да се појави на избори, да не бега од избори, туку да се појави и народот да си каже кому му е дава довербата, а тогаш ќе си кажат и зошто е дава довербата, кога ќе дојде време за тоа. Во секој случај, многу сум задоволен што успеавме да се издействува овој договор на начин на кој што се издействува, да се дојде до тоа потпишување, да дојде до една деескалација на оваа криза, да останат европските перспективи за Македонија и НАТО перспективите и економијата да тера во еден нормален тек, да падне тензијата што народот е чувствуваше во овој период, заради кој што е нормална една тензија што се создава кога има политичка криза, така што дојде до една нормализација на состојбите. Велите продолжување на проектите и реформите. Дали тие беа запрени до сега? Не, тие не беа запрени, но знаете што, кога има една политичка криза и кога првиот човек е дефокусиран на таа политичка криза, како е јас, како претседател на владата, нормално е да еден дел од моето време го посветам на тоа, на менаџирање на тие состојби, на обиди за решавање и невозможно е во исто време тоа време да се троши и за нешто друго. Значи, ако преходно целиот мој ангажман, целото мое време биле посветени на проектите, да се направат дела, да се исполнат работите што се ветени во програмата, да се завршат работи поврзани со економијата, со отворање на нови работни места. Ако тоа време одеднаш можеш да го поделиш на дел за ова истото, но дел и за менаџирање и решавање на кризата, природно е дека притисокот што доаѓа од врвот, од претседателот на владата кон министрите ќе биде делумно намален. Тој делумно намален притисок кон министрите се рефлектира и надолу, кон администрацијата која што треба да ги заврши сите тие проекти. Така што не запреа проектите, тие се одвиваа во меѓувреме, но не со тој интензитет со кој што јас посакувам и со кој што мислам дека може да се движат. Сега, откако сето тоа се надмина, се враќа интензитетот, се враќа притисокот од врвот, кој што се рефлектира по вертикала надолу до целата администрација. И работите ќе добијат онаква динамика како што јас посакувам и како што мислам дека треба да има и како што имаше и до пред појавата на оваа криза. Инаку и за време на кризата се одвиваа проектите, цело време останавме посветени на овие над 2000 проекти кои што ги имаме ветено во нашата програма, но сега тоа ќе биде со позајакнат интензитет. Често пати го истакнувате акцијскиот план за европски реформи. Да, ние веќе работиме на и додека не беше решена кризата, ние веќе бевме посветени на решавање на прашањата што беа отворени од извештајот на Европската комисија, кои што ни беа посочени. Значи, не седевме, не чекавме СДСМ да деескалира со нивното однесување, да се врати во работните групи. Ние веќе имавме формирано работни групи во кои што трите најголеми партии учествуваа. Сега ќе почне да учествува и Социјалдемократскиот сојуз, така што ќе останеме посветени на решавање на најбитните препораки кои што ни беа дадени, да ги завршиме во најскоро време, со што ќе обезбедиме повторно позитивен извештај од Европската унија и ќе ја задржиме препораката. Тоа останува во фокусот на нашето внимание. Добро е што сега и СДСМ ќе се приклучи, за да после нема од нивна страна вака или онака дека нешто не биле прашани, не биле консултирани и така натаму. Сега ќе си бидат во таа група, ќе ги слушнеме нивните укажувања, веројатно ќе има компромиси за некои од прашањата кои што ќе се дискутираат и тоа е добро и добар сигнал и кон Европската унија, кога сите 4 партии на некој начин се вклучени во процесот и процесот ќе добие на своја посилна динамика. Така што тој треба да резултира со
прво со издигнување на стандардите во секое поле, а второ и со задржување на препораката на Македонија за Европската Унија, што ги остава отворени нашите европски перспективи. Инаку што се однесува до СДСМ, тие веројатно повторно ќе се обидуваат да креираат некакви помали кризи, поголеми кризи, бидејќи други не знаат нешто посебно да работат. Тоа е стилот на нивното работење. Тие секогаш се обидувале преку создавање на некаква криза да дојдат на власт, да се доберат до власт. Така што ние не треба да бидеме изненадени ако и понатаму, можеби не од ваков голем калибар, но од некој помал калибар се обидуваат да го дефокусираат нашето внимание, да се оттргнеме од секојдневните проекти, да ја намалиме динамиката на тие проекти, но ние сето тоа внимателно ќе го следиме, ќе го менаџираме и нема да дозволиме да така лесно не отргнат од зацртаниот пат на решавање на проблемите на граѓаните, пред се решавање на економските проблеми, отворање на нови работни места, работење да се зголеми стандардот, пензиите, платите, субвенциите на земјоделците, стабилноста на државата, привлекување на инвеститори, ќе останеме посветени на тоа, колку и да тие ќе се обидуваат тоа да го на некој начин да го намалат тој интензитет и фокус на овие работи. Во однос на функционирањето на СДСМ, од подпишувањето на договорот СДСМ почна една еуфорија. Една еуфорија во која на свој начин го представува договор. Знаете што, тоа е еден од стиловите на СДСМ во сите овие години зад нас. Тие 9-10 години дигаат еуфорија и толку исто време губат избори. 9 избори изгубија, дури во некои од изборите до пред самиот крај на резултатите беа во еуфорија. Јас се сеќавам во една прилика, не знам на кои избори беше, јас живеам многу блиску до СДСМ. Значи комшии сме со СДСМ. Таму кај што живеам во Кисела Вода сме непосредни комшии, воздушно на 30-40 метри. И тие до 10 навечер, 11 славеа. Веќе ние ги имавме резултатите дека губат, тие славеа. Во 10 и по уште славеа. Ечеше музика. Така што познат ми е тој концепт. Битно е да се слави, битно е да се има еуфорија, битно е да се испрати сигнал до гласачите дека као нешто се во предност, дека водат, дека ќе победат, дека сега нова власт ќе формираат и така натаму. Тоа ќе си го кажат граѓаните на 24 април. Тие ќе го дадат својот суд за сето ова што и го правеше на државата и на целиот народ. Бидејќи и народот трпеше заради во сиот овој период. Ќе си го кажат на 24 април. Тие не знаат и нас, и нив. Ме знаат и мене во сиот овој период и во добри времења и во тешки времења. Кога сме задржале стабилност, кога имало најсурови кризи и во светот и во Европа, некои од нив како што не се памтат. Не знаат и во добри времења кога немало такви кризи, па кога сме имале најголеми растови на економијата. Не знаат во секаква варијанта и нас и нив. И народот ќе си го каже своето. Нека летаат сега, нека глумат радост, нека глумат еуфорија, ќе дојде време, работите ќе си дојдат на своје место. Кога сме веќе кај изборите, велите дека очекувате голема победа во април. На што го темелите вашиот оптимизам? Оптимизмот го темелам на довербата во народот дека знае да направи вистински избор. Ние работиме многу. Ние испорачуваме тоа што сме го ветиле. Ние држиме до дадениот збор. Ние имаме програма која што ја реализираме. Имавме и други власти во минатото. Ништо од ова го немаше. Народот памти. Народот следи. Народот расудува. Тоа не значи дека сме идеални, дека немаме одредени грешки, дека немаме слабости, пропусти, дека нешто не можело поинаку, подобро, побрзо, дека некаде сме направили некоја погрешна проценка. За среќа немаме стратешки грешки, грешки што не може да се исправат. Но во основа, неспоредливо подобро работење од она што го има прикажано СДСМ и од она што тие го нудат кога излегуваат на избори. Значи, тоа е тоа. Ние знаеме, видовме дека овој народ знае да расудува, дека знае да направи проценка, дека може да издржи се.
може да изражи разни негативни, деструктивни однесувања на некого. Но кога ќе дојдат неговите 5 минути, а тоа е денот на избори, знае да направи прецизна проценка кој може да ја води државата напред со најдобра брзина на движење напред, со најдобар интензитет на проекти, на решавање на проблеми, на намалување на невработеност, на отворање на нови работни места, на одржување на стабилност во државата, на одговор на некои безбедносни предизвици кои што повремено доаѓаат. Ние сме држава во еден таков регион во кој што повремено неминовно се соочуваме со одредени безбедносни предизвици, на оние кои што прават максимум за земјата да се придвижи и да стане членка на НАТО и на Европската унија. Тоа народот се добро знае да си го стави на кантар и кога ќе дојдат изборите да го направи чекора што треба да го направи. Така што смирен сум и спокоен затоа што знам дека имаме народ што знае да одбери подобра програма и подобар тим. И врз основа на минатите искуства, кој како работел, но и врз основа на новата понуда што доаѓа.